Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите алжирска торта. Започнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад кршиме 6 јајца. Кршиме уште 4 јајца. Белките ги ставаме во садна страна, а жолчките ги додаваме во садот со јајцата. Потоа го додаваме шеќерот. Матиме со миксер. Ги додаваме брашното, гризот и прашокот за печиво. Мешаме со лопатка додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го ставаме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган ги налеваме водата и половина од сокот од конзервиран ананас. Додаваме 4 лажици шеќер. Во садот со 4 лажици густин го додаваме преостанатиот сок од ананас. Мешаме со жица за матење. Размешаниот густин го додаваме во зовриената течност во тенџерето на оган. Мешаме со жицата. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во друго тенџере на оган го налеваме млекото. Го додаваме преостанатиот шеќер. Ги додаваме и преостанатите 4 лажици густин. Преостанатите 4 јајца ги кршиме. Белките ги додаваме во садот со 4 белки од пандишпанот, а жолчките ги додаваме во тенџерето на оган. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Изладениот крем од жолчки го додаваме во тенџерето со изладениот крем од густин. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Бананите ги лупиме, ги сечкаме на кругови, ги додаваме во тенџерето. Повторно матиме со миксерот додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата и отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме на 2 еднакви дела по широчина. На послужавник ја ставаме првата кора пандишпан. Ја попрскуваме со рум. Ја премачкуваме со фил. Врз филот редиме кругови ананас. Врз ананасот нанесуваме фил. Врз филот ја ставаме втората кора пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со преостанатиот фил. Потоа шлагот го ставаме во готварски шприц. Со помош на шприцот со топчиња шлаг ги прекриваме страничните делови на тортата. Горната површина ја украсуваме со преостанатите кругови ананас. Декорираме со топчиња шлаг по целата празна горна површина на тортата и длабнатините на круговите ананас. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути. Добар апетит!